Традицијата на пишување и испраќање новогодишни честитки од година на година се намалува. Современата технологија, развојот на интернетот и појавата на социјалните мрежи и паметните телефони се причина што оваа традиција изумира. Поради модерниот начин на живот, на сите им е полесно да испратат имејл или да напишат по некој убав збор и желба на Facebook. Пред 15 на години во пресрет на новогодишните и божикните празници, шалтерите во поштите беа преполни. Тетовци велат дека модерното време ја промени и долгогодишната традиција на испраќање и добивање новогодишни честитки. Дали купувате уште и испраќате новогодишни честитки? Да ти кажам слабо. Зошто е тоа така? Па зошто телефоните и тоа, телевизијата и слабо праќаме честитки. Како било во минатото, сте праќале? Порано беше другше, праќавме, ни праќа, ама сега не. Превише преку телефон се честита, тоа и си изумре. Пред 20 понатака нешто. Сте праќале ли тогаш? Тогаш да. Негде во другиве градови у Југославија, негде у Турска, негде така. И не знам дали од денешно време колку многу луѓе испраќаат, веројатно многу малку. Зошто е тоа така? Па тоа е во текст со модерниот начин и стил на живот, електронските пошти, Facebook, социјални мрежи, сите овие модерни електронски новитети ги заменија, да речам, условно речено, старомодните начини на комуникација, кои што сепак имаат некоја своја смисла и убавина, меѓутоа ете новите времиња носат нови некои, условно речено, вредности. Како беше во минатото? Испраќавте ли честитки? Па во минатото сите испраќавме честитки, ги чекавме, ги броевме деновите кои ќе се испрати, од каде ќе се купи, каква честитка, каков плик, во боја, па еве да речам специјални ефекти, во некои прилики некоја солза на пликот и така натаму, и ќе се очекува со нетрпение недела две да добиеш од некого, од своите драги, блиски, па ќе се радуваш многу повеќе него сега на овие пораки, според мене, на овие пораки во една секунда. Дури и тезгите на плоштадот во Тетово, кои ги имаше во голем број во овој празничен период, од година на година се намалуваат, а на нив новогодишните честитки речи се и да ги нема. Начинот на живот и темпото на работа не окупираат, но секогаш може да се најде време да направиме нешто убаво за некој што ни значи. Праќањето честитки се смета за ретро, но ретрото е во мода, па бидете модерни токму оваа нова година и посветете малку време на тие што ги сакате. Нема да ве чини многу, а ќе ви значи премногу. И вам и на оние што ќе ги израдувате.